Добар ден, драги ученици! Денешново видео е наменето за учениците од 5-то одделение по предметот Општество. Наставната единица е културното наследство на просторите на нашата татковина. Што ќе учиме на овој час? Ќе учиме за тоа што го сочинува културното наследство на просторите на нашата татковина, понатака каде се има ископини и какви остатоци се пронајдени и кои објекти се споменици на културата. Да ги разгледаме сега фотографиите кои што се прикажани на слайдот. Објектите кои што се представени сигурно ги препознавате, како што е старата скопска чаршија во градот Скопје, селото Галичник, Самуиловата тврдина, градот Охрид, шарената џамија во Тетово, Скопското кале. Македонија има богато културно и историско минато. Секоја населба, секој град се гордее со своето минато и поради тоа луѓето со големо задоволство и интерес ги проучуваат остатоците од минатото. А пронајдени се многу археолошки наоѓалишта и остатоци од стари градби, цркви, манастири, џамии и фрески. Сите тие ни се сведоци на големото културно наследство на нашата татковина. Многу од градбите од минатото, за жал, се уништени од поплави, пожари, но и со разорнувања од освојувачки војни. Денес луѓето многу од тие градби ги реставрираат, односно ги поправаат за да изгледаат како некогаш. Да видиме сега што го сочинува културното наследство. Културното наследство на нашата земја го сочинуваат сите археолошки наоѓалишта во кои што се пронајдени остатоци од минатото, понатака старите градби со нивната специфична архитектура, фрескосликарството, иконописот, копаничарството, како и голем број на цркви, манастири, џамии. Науката која се занимава со ископување и проучување на предметите на старите култури се вика археологија, а археологот е научник кој го истражува животот на луѓето кои живееле во минатото и објектите што ги оставиле зад себе. Сведоштва на материјалната култура се откриените наоѓалишта на територијата на нашата земја. Значајни остатоци се ископани во Требеништа, Охридско, каде што е пронајдена златната маска, во Маџари, Скопско, каде што е пронајдена големата мајка, во Таринци, Штипско, каде што е пронајден вршникот, тоа е сад на 4 ногалки, и во поново време во локалитетот Пелагонија е пронајден бронзен штит. Широм целата наша земја се пронајдени остатоци кои датираат од античкиот период. Особено значајни од ова време се градовите, мозаиците и скулптурите од Хераклеја во близина на Битола, Стоби во близина на Демиркапија, Лихнидос, Охрид, Скупи, Скопје. На фотографиите имаме хераклејски мозаици. Во нашата земја се наоѓа и најстарата обсерваторија на Балканот, а тоа е Кокино. Кокино е место каде што луѓето низ процепите на Карпите, настанати со стврднување на вулканска лава, го мереле времето. До денешен ден сочувани се и тврдините. Скопското кале во Скопје, Самуиловата тврдина во Охрид и Марковите кули во близина на Прилеп. Особено обележје представува и староградската архитектура, која што најубаво се доживува во старите делови на градовите, како Охрид, Крушево,
и Скопје, односно Старата Скопска чаршија. Културното наследство во нашата земја е извонредно богато со голем број на градби. Скоро во секој град има некој споменик на културата. На фотографиите се дадени некои од спомениците на културата ширум нашата земја, како мостот во Кратово, црквата Свети Ѓорѓа во Штипско, камениот мост во Скопје, музеот на градот Охрид, куќата на Робевци, Арабат и баба Теке во Тетово, Свети Пантелеимон во Нерези кај Скопје. Во наследство од христијанството ни останале голем број на цркви и манастири, во чија што изградба учествувале врвни мајстори. Тие со својата мајсторска вештина создале прекрасни дела во внатрешноста на црквите и манастирите. Тоа е фреско сликарство, односно ѕидно сликарство, и е еден од најубавите делови на византиската уметност. Фрескосликарите, зоографите, под влијание на христијанската култура создале фрески и живописи со огромна уметничка вредност. Понатака, копаничарството, или уште како резбарска уметност, е уметност во која што копаничарите со помош на алат, дрлето, од дрвото создавале раскошни иконостаси кои и ден денес ги красат некои од македонските цркви и манастири, како што можете да видите од фотографиите. Да не заборавиме да ги спомниме како наше културно наследство и убавите живописни народни носи, везови, накитот, како и нашите духовни богатства, како што се народните песни, народните ора, обичаи, празници, народни верувања и така натака. И исламот имал силно влијание врз културното наследство, особено во архитектурата преку верските објекти. Сега ќе видиме некои од тие верски објекти. Чифте Амам во Скопје, внатрешноста на шарената џамија, Куршумлијан во Скопје. Ученици, тоа е се за овој час. Откако ќе го проследите видеото, можете да се прашате што научивме на овој час, а при тоа ќе ви помогнат прашањата што се дадени на слайдот. Што го сочинува нашето културно богатство? Во кои археолошки наоѓалишта се пронајдени остатоци? Кој град би се споменици на културата? Што е фрескосликарство, а што копаничарство? Кои се верски објекти од исламот? Ве поздрав!